Една од главните теми на министерскиот состанок тука во НАТО е подготовката на престојниот самит, поврзано со тоа и зголемување на трошоците за одбраната. Американскиот секретар за одбрана најави дека речиси е постигнат консензус околу достигнувањето на 5% од БДП за одбраната. Па што договоривте досега на состанокот? Да, благодарам еве на можноста да се обратам. Се разбира дека беше една од клучните поенти, она што внатре се зборуваше како да достигнат земјите до 5% или 3,5 со 1,5%, што многу е важно за секоја земја да има долгорочен план како да стигне до овие проценти. Многу земји навистина тешко е до 2% да стигнат, а во наредните 10 години треба сите земји да почнат полека да ги зголемуваат своите буџети. Она што во рамките на овој состанок се договараше сите земји заеднички да достигнат до прагот 3,5% во наредниот период од 10 години, но секоја земја и дополнително да вложува и во дополнителна инфраструктура, се што ќе биде поврзано во делот на безбедноста, на одбраната, исто така и многу други сегменти што би го опфатило Министерството за одбрана, исто така армијата, но и сите институции што може да помогнат во колективната безбедност и она што заеднички би го правеле буџетот на една заедничка национална безбедна структура во државата. Интересни работи се слушнаат, многу земји имаат повеќе започнато со план како да достигнат до овие проценти. Ние исто така ќе работиме, ќе ги подобриме сите наши документи, заеднички го направиме со сите институции и во наредниот период полека низ годините се разбира и буџетот да расте на државата, што е многу важно за буџетот на министерството да биде поголем. Но исто така во рамки на овие разговори се разговара за една многу клучна работа, а тоа е целите на способност за што ни се дадени од НАТО и она што значи модернизација на министерството. Затоа е важно овие проценти што ќе ги ставаме во буџетот за Министерството за одбрана најмногу да се вложуваат во модернизација на армијата. Тоа е клучното за нас како би рекол и помала земја членка на НАТО, бидејќи пред се треба да гледаме како да подобриме својата армија, како да ја модернизираме и се разбира да расте буџетот на министерството во наредните години. Јас сакам да истакнам благодарност бидејќи владата во овој момент на Министерството за одбрана му дава навистина многу средства. Благодарност и до пратениците и сите ние што гласаат, бидејќи сме над 2% од ГДП, но очекувам да порасне во наредните години повеќе буџетот на Министерството за одбрана. Генералниот секретар Руте спомна некој план за достигнување на таа цел од 5% до 2032 година. Дали можеби се дискутираше и за тоа? Да, се дискутираше за годините, вака се бара некој просек за колку време тоа да се постигне, но секоја земја што побрзо може да постигне тоа подобро. Има веќе земји каде што се над 3,5%, има земји каде што веќе стигаат и до 5%, но мора да го кажеме и она што е апсолутно, доста земји не стигнале до 2%, но и развиените земји пробуваат како низ годините да стигнат што до 3,5%, што зборам за клучните големи земји, што е навистина тешко бидејќи иако се големи економии. Ние да го гледаме нашиот двор, да подобруваме економијата пред себе, бидејќи што поголема економија и подобар ГДП, повеќе средства ќе влагаат директно во буџетот на министерството, а на тој начин ќе подобруваме целата одбрана. Се разбира, а најважно е да се модернизира самата армија. Покрај трошоците и подготовките на самитот, посебна сесија се одржа и во однос на поддршката за Украина. Па имаме ли нови моменти пред се во врска со мировните преговори? Да, имаше доста разговори, веќе 2 сесии има конкретно за она што се случува во Украина, што се потребите на Украина во наредниот период, но и она што се очекува да се постигне мир. Но она што е клучно што се разговара е, би кажа вака подиректно, како да има прекин огнот. И тоа да трае во еден период каде што би можело да се постигне тој мировен договор, за да има навистина мировен договор, кој што ќе трае низ годините и годините, а нема да биде тоа нешто што би траело кратко. Слушнавме доста информации, слушнавме и она што се случува во Украина, како растат индустриите, како се подобрува и самата наменска индустрија во Украина, многу земји вложуваат, можноста и секоја земја дополнително да вложува таму, но и она што е од другата страна, зборам во Русија, каде што премногу средства и таму се извојуваат конкретно за одбраната во Русија, што е навистина една пречка, би рекол, за ова што се случува оваа војна во Европа, посебно збориме за Украина, се разбира, и секоја земја во наредниот период што може да издвои дополнителна опрема од она што треба повторно да се помага. Се разбира, ние во минатото многу сме помагале, се она што можеме да помогнеме, ќе помагаме, но најважно е
и нашата држава Македонија да добие од целиот овој процес. Ние не можеме за секојаш да даваме опрема, се разбира, ние мора да се модернизираме, да имаме нова опрема и тоа е најважното. Најважното од се е, јас овде да представувам државата Македонија, се борам Македонија да има подобри ресурси и се разбира подобра армија. Споменавте и наменската индустрија во делот на одбраната. Па, какви се перспективите на нашата наменска индустрија за привлекување на инвестиции од странство? Ова е многу добро прашање и мислам дека тој сегмент треба да го развиваме. Има доста компании, што јас навистина во последниот период десетици од нив сретнав, каде што имаат интерес во различни сфери поврзани со одбраната и безбедноста да инвестираат. Ова се сериозни компании што би инвестирале навистина многу средства и тоа ќе ја раздвижи економијата. Но исто така ќе помогне еве во овие проценти да ни помага за развивање на другите сфери. Има уште една гранка што е многу добра и што многу земји почнуваат да ја реализирате, тоа да дополнителни средства да вложуваат во развој, во наука и да се помогне на многу компании за да инвестираат во државата. Мене драго ми што неколку компании веќе директно имаат интерес. Мислам дека пред некое време една компанија веќе потпиша договор во Македонија, каде што потпиша меморандум за разбирање. Втора компанија очекувам нареден период, но не би ги кажал сега имињата. Мислам дека така е коректно, но тоа е добар импулс и сигнал да привлечеме такви компании. Се работи за висока технологија, се работи за компании што ќе допринесат многу во економијата. Ево е одличен сегмент како да ги привлечеме овие компании што произведуваат не само, би рекол, оружје и муниција, но и висока технологија што навистина треба такви компании да дојдат во нашата држава. Ви благодарам. Благодарам и на вас.